води здрав живот и да се спортува, тоа е навистина джентлменски. Но како што знаеме, каде што има спорт, има навистина многу големи суми на пари, поготово кога станува збор за фудбал. Денес за фудбалот малку од друга страна, заедно со мојот денешен гостин. Поштовање. Добро, супер. Баш ми е драго. Супер. Одлично, фала на прашање и ти благодарам што ја прифати нашата покана. Фала и на вас на поканата. Кажи ми пред се, дали си добро? Добро, супер. Како е да се биде повторно тука? Па, добро, јас сум од тука, за мене Скопје е мојот дом. Јако често патувам на тие фудбалски надпревари. Дали гледам утакмици, дали ги пратам моите играчи, сепак на крај си доаѓам дома. Така да, дома си е дом. Да, баш така. Едно време беше на теренот, беше фудбалер, а сега си фудбалски менаџер. Што повеќе те исполнува? Па некако јас би рекол све во свое време. Кога бев млад, како секој млад спортист, се определив на фудбалот. Јас сум иначе родом од Неготино. И на моја мала возраст некако бев посебно талентиран за фудбал. И тој процес на развој продолжи после преку Скопје, каде што дојдов тука и на студии. Играв за Македонија Ѓорче Петров. Играв за нашите млади селекции U19 и U21. И некако покажувајќи надпросечен талент, би рекол, за фудбал, дојдов веќе и до една дилема, би рекол, дали да се бавам професионално со фудбал или со школа, нешто што го имаше во наше време и сега го има се уште секој спортиста. Се определив и за двете некако, не беше лесно, бидејќи бев тука на студии на економскиот факултет во Скопје, но некако знаете како тој пазар фудбалски, би рекол, ме натера да веќе размислувам и за интернационален трансфер, бидејќи едноставно дури бев и капитен на некои надпревари за нашата млада селекција и нормално е да почнат да се јават менаџери кои што се заинтересирани за тебе и така во тој период со посредство на еден од најголемите менаџери Фали Рамадани, кој што и ден денеска е еден од најдобрите менаџери наши, кој што е македонец, албанец од Тетово, но живее во странство. Направивме трансфери неколку играчи, каде што мојот прв трансфер беше во Спартак Москва на мои 19-20 години. Едноставно еден голем трансфер во еден голем клуб во една рана возраст и нормално после тоа зависи од мене, зависи од многу фактори како ќе иде твојата кариера нагоре или надоле. И едноставно мојот пат беше после Спартак Москва да се вратам во Вардар, во една златна генерација на Вардар, каде што направивме огромни успеси и повторно надвор, повторно менаџери, повторно трансфери и се до крајот. Така да тоа е патот на една фудбалска кариера. Кажи ми, фудбалски менаџер, кога ќе се спомне тоа, сите го имаме тој гламурот во глава, тие големи трансфери, сделки, актовки, подавања позади, под маса, лево, десно, жени, коли, автомобили, скапи часовници, пури и така натаму и така натаму. Како тоа изгледа на вистина? Добро, сето тоа е дел од бизнисот. Да, перцепцијата е таква дека сето тоа е малце гламурозно, богато и така натаму. Тоа е така до некаде. Во реалноста бара една многу посветеност, многу голема работа и на менаџерите, бидејќи иако од страна изгледа тоа како една релативно лесна работа, не е така. Бара посветеност, бара посебно знаење, бара посебни способности, како секоја професија. Да се биде менаџер порано, како да кажам, ги немало тие интернет и социјални мрежи, информации и некако, како би рекол, улогата на тој менаџер може би била и поголема. Сега веќе улогата на менаџерот е на заштита на фудбалерот. Нормално, се е тоа исто како и порано, меѓутоа со оглед на развојот на светот глобално, развојот на информациите, развојот на интернет, тие софтверски мрежи, програми за фудбал, веќе клубовите имаат многу повеќе информации за секој играч. Клубовите веќе ги бараат агенциите и тие менаџери за да го олеснат потенцијалниот трансфер, за да го испреговараат со клубот, со фудбалерот, да полесно се дојде до некој трансфер. Така да, улогата на менаџерот денеска е да се постигне договор. Значи, нормално да се најде и клуб, да се најде адекватен клуб за адекватен фудбалер, бидејќи по мене тајната на успехот е токму тоа да како менаџер имаш осет кој играч каде припаѓа.
во кој клуб, во која лига, нешто што не е лесно. Навидум сите ние што како луѓе кои што сакаме спорт и фудбал, често коментираме фудбал, дали во кафичи, во кафани, ресторани, многу пати знаеме да кажеме за многу работи за фудбалери, мислење и така натаму, меѓутоа ние што сме во овој бизнис знаеме точно што бара странство, што бара пазарот надвор, за кој клуб, за која лига, што одговара и веројатно тука е тајната на успешен менаџер. Има ли пари? Фудбалот е еден од најголемите бизниси во светот, од аспект на спортот. Мислам дека и спорт каде што ако збориме за пари, за обрат на пари е број еден. Многу пари се вртат во светот на фудбалот. И кај нас тука има платено? Кај нас е платено за македонски прилики, иначе споредбено со Балкан, споредбено со Европа е многу малку платено. Но за тие едни просечни плати, нели што се зборува кај нас едно друго, дали фудбалерот заработува малце повеќе од Па видете, тој што работи во фабрика? Заработува повеќе, да, точно е. Значи споредбено со многу други спортови кај нас во Македонија, споредбено со фудбалот надвор, зависи која е споредбата. Значи тука ако правиме споредба на тука фудбалери наши, да кажам, просечно ниво, заработуваат можеби повеќе од еден доктор. Така да од аспект на тоа заработката е поголема како бројка, меѓутоа запамтете дека кариерата е 10 години само. Значи кариерата е кратка и некако тука е, како да кажам, тој дури еден социјален проблем каде што многу фудбалери мислејќи дека ќе направат кариера губат 10 години од својот живот, а тоа не го прават. Тука е многу тешко да се каже кога е тоа, кога треба да се пресече, дали идам во профи фудбал или продолжувам со школа, со некоја, не знам, друга дејност и така натаму. Реално, статистички гледано и историски гледано, назад многу мал број успеваат на фудбалери. Одговорот е тој и тоа е показател колку е тешко да се успее. Така да нормално треба да се бори секој, треба да се залага, на секој му е сонот да игра некаде некогаш, но многу мал број успеваат. Веројатно тука одговорот дека тоа е многу тешко. Да, борбата е тешка, треба да сме јаки за да ја издржиме, како што е и во животот, така и во спортот, претпоставам. Јас доаѓам од оваа друга страна, од даските што живот значат и од платното што сон значи, така да секогаш ми било желба да застанам со професионален фудбалер на тревата. Дали може тоа да го направи? Секако. Пред се, не почнувам така најавно, ќе ти кажам, навистина се удобни овие столчиња овде. Кој седи овде, кажи ми за почеток? Седат ли овде менаџерите? Обично не. Овде дека седат значи тренерите и фудбалерите. А менаџерите кај се? Менаџерите обично седат во ложа, дали во VIP ложа, дали во, не знам, обична трибина, најчесто во VIP. А околу VIP делот, во неформален разговор ми спомна интересни работи и пикантерии за VIP-от. Во споредба со нашиот VIP, како изгледа VIP-от во светските стадиони? Па VIP-от таму е многу луксузен, многу тоа се посебни простории со храна, со вино, со алкохол, со музика. Обично се доаѓаат 2 часа пред да почне мечот. Сите луѓе се, да кажам, дотерани, джентлмени. Така. Така да VIP-от таму така изгледа. Реално кај нас ние немаме VIP. Нашиот VIP што ние го викаме како VIP не е VIP. Јас се надевам дека многу брзо само поима одвои. Да. Ќе дојде едно време кога нашите стадиони ќе имаат навистина VIP, каде што сите тие гости, фудбалски гости ќе може да се осеќаат баш како VIP личности. А ми спомна исто така дека имало во некои стадиони цели апартмани каде што се на стадионот. Да, има и простории посебни каде што да речеме Ференцварош, Легија Варшава, Ференцварош, Будимпешта, Легија Варшава, да не зборам за Италија, Шпанија, Англија, има посебни простории кај што фирмите дури ги рентаат годишно. И таа година, таа просторија е за таа фирма, која што собира околу 10 луѓе, 7 луѓе. Така да, навистина, тие простории се специјални направени
обично над VIP делот, каде што имаш келнер, имаш храна, имаш своја тераса, имаш внатре телевизори, едноставно уживаш у тој меч. Дали сакаш надвор, дали сакаш внатре, се осекаш навистина. Може би сакаш да гледаш кошарка, дури овде има фудбал. Па да, што сакаш, да приватноста си е твоја. Да. Интересно, се надевам дека ете, дај Боже и ние еден ден ќе имаме такви випсови каде што навистина ќе можат луѓето да се почувствуваат вип како што сакаат, нели? Да. Кажи ми, за да се биде еден успешен менаџер, што треба да се поседува? Треба прво да се многу пари нормално. Па добро, парите ќе дојдат со твоја добра работа и со посредување за добри фудбалери, нели? Сепак сме ние зависни од тоа како играат фудбалерите. Треба да се има контакти во странство. Треба да се разбира фудбалерот фудбалски каде припаѓа, тоа што ви го спомнав. Каде да се нуди, каде да се работи тој фудбалер. Треба да се има преговарачки способности. Треба многу пати, ние сме во ситуација каде што зависиме и од клубот, и од фудбалерот. И во тие преговори, во тие чекувања, мора менаџерот со своји способности да ги приближи сите тие преговори за да се постигне договор. Нормално, прво менаџерот треба да го објасни играчот зошто го нуди таму, зошто тој клуб треба да го земе тој играч, бидејќи од една страна тој одговорност спрема тој клуб да се однесе еден фудбалер, бидејќи сите сакаат добри странци. Менаџерот е толку подобар колку што има подобри играчи. Колку тие играчи играат подобро и прават после тоа повторно трансфери, тој менаџер има отворена врата во тој клуб да повторно донесе играчи. И како што ви кажав, тука е тајната да менаџерот во сите тие преговарачки, да кажам, во сите тие преговори да знае какво ниво на фудбалер нуди и да се постигне добра цена, бидејќи знаете фудбалот е бизнис. Значи, дали тоа е цена клуб трансфер, дали е тоа цена за плата. Многу пати клубовите нудат една плата, фудбалерот бара друга плата, сето тоа треба фудбалерот да го, односно менаџерот да го изменаџира за да се заврши работа. Ти имаш соработувано со доста големи имиња од кај нас. Кажи ми, тешко ли е да се работи со такви играчи? Успеваш ли да им ги оствариш со ништата? Па на некој начин да, бидејќи ако збориме за тие подобри играчи, сите од нив направиле добри трансфери. Нормално направиле и со посредство на менаџерот, меѓутоа направиле заради тоа што вредат. Така да, колку е подобар играчот, толку е полесно за менаџирање. Знаете, и ние се осеќаме многу, како да кажам, како прави менаџери кога ти го бараат играчот. Реално. А за да ти го бараат играчот, знаат дека е твој, тој треба да вреди. Нормално, нашата работа е и да нудиме играчи, каде што ќе помогнеме и на тие посредно ниво фудбалери да одат некаде надвор. Нормално во некоја по-ниска лига, помал клуб, а повторно да се они срекни со тоа. Имаме и такви трансфери, такви играчи. Тука ефектот наш е малце поголем, бидејќи реално тука тие играчи не се на тој high level маркет, туку се во една Македонија, каде што не е следена лига, не се прати многу, и тука ефектот на менаџерот е да го презентира тој играч поголем. Така да, секој дека правиме и такви играчи, но колку е поголем играчот, колку е трансферот поскап, типот на менаџирање е многу поразличен. Секако. И тие состаноци, и тие преговори, се тоа на едно повисоко ниво. Верувам дека тоа е така и ете, верувам дека колку толку ние ќе се стремиме да се подигнеме кон тоа високо ниво. Верувам дека имаш доста обврски во текот на денот. Ќе те оставам да одиш да ги завршиш тие обврски. Може би ќе потпишеш и некој нов трансфер. Јас одам да се видам со мојот друг гостин, еден вистински млад джентлмен во подем, да испиеме едно кафе со него, па потоа можеме јас и ти да се најдеме како вистински менаџери, да испиеме по една чаша вино и да си го продолжиме малку. Со задоволство, нема проблем. Се гледаме за кратко. Важи. Различните комбинации на сирење и кашкавали, идеални за хедонистичко уживање. Неспорно е тврдењето дека кулинари не се само готвачите, туку и обожувателите на добро приготвена и сервирана храна. Тие се всушност хедонисти во буквална смисла на зборот, приврзаници, следбеници на сетилното уживање на сладкиот живот. Долче вита е цела филозофија, сваќање на животот од перспектива на целта на неговото постоење, како своевиден идеал, но и убедување концепција.
Меѓу другото, джентлмените се и хедонисти, без сомневање, а следствено и кулинари. Уживаат во јадењето, но не какво било, само за да задоволат исконската вродената потреба за храна, туку во делициозното, нешто специјално приготвено или пак некој извонреден производ, како например млечното сирење. Джентлмените живеат хедонистички, мераклиски, тоа е факт, но големо внимание обрнуваат и на умствените вредности. Неслучено се дефинираат како луѓе со чест, карактер и пристојност. Имаат потреба од непрестојано учење, не се срама да признаат дека не знаат нешто, дека не чуле за тоа, прифаќаат сугестии, предлози, препораки, сакаат да пробаат нови работи, вкусови, например да ги анализираат, истражуваат, споредуваат. И на крајот, секогаш го избираат најдоброто. Така и со јадењата, намирниците, односно прехранбените производи кои се одликуваат со квалитет, врвен пред се. Меѓу нив и млечните производи, како што се кашкавалот и сирењата. Кулинарите обично ги слушат како мезе, со алкохолни пијалаци, вино, пиво, но и со чај. Секако, може да се употребуваат и како додатоци во јадењата. Од требата што за играчите живот, а за менаџерите пари, значи директно пристигнав тука на состанок како што ви најавив со еден млад джентлмен во Подем. Илија, како си ми? Одлично. Благодарам за поканата. На здравје. Фала ти. Ти благодарам и за винцето, затоа што приватно добро се познаваме, знаеш и какво вино пијам. Дали си добро? Одлично. Ти благодарам пред се за поканата. Прекрасно е се биде во вашата емисија. Баш ми е драго ете што ја прифати поканата, што пред се најде време за да бидеш мој гостин. За почеток и за старт веднаш ќе те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Поимот джентлмен за мене представува пред се маж со добри манери, добро да изгледа, да се грижи за своето здравје и да се грижи за луѓето околу себе, а пред се за фамилијата. Кратко и јасно, баш како што треба. Ти важиш за еден дефинитивно од најуспешните танчери кај нас во Македонија. Ќе те прашам дали љубовта за танцот се роди од волкав? Точно. Дали се роди од точно мал? така. Не знам дали најуспешен, но еден од најупорните, тоа е сигурно. Од кога познам, се знам себе си, сакам танц и работам танц, тоа со годините еволуира и се развива, како од танчерски води со многу повеќе настапи, така сега преминувам во менаџерските води, така да цел живот тоа го работам. Би сакал да те прашам дека нели една од джентлменските работи негувањето на добри манири и е танцот. Така е. Што мислиш, дали е тоа навистина така или се лажам? Токму така, тоа не е воопшто тајна и се знае многу одамна дека танцот е дел од култура во западноевропските земји. Танцот е дел од општата култура и се учи во училиштата, да не знаеш танц е како да не знаеш да се однесуваш добро. Ако се сетам порано на времења, барем и на баба ми, на дедо ми е, значи не толку многу одамна, тие сите кажувале одевме порано во офицерските домови во Соколаните и таму се танцуваше пред игранки одевме баш игранки, значи сите игравме до безсвест игравме. Некако тоа денес како да го нема. Да, многу се променети работите во денешно време. За жал тие игранки веќе ги нема кај нас. Оние што се поопуштени во клубови, дискотеки, кабареа и така натаму се сакаат да станат да танцуваат, но поголемиот број не. Што мисли, зошто е тоа така? Не знам дали се некои стереотипи превладуваат, што премногу луѓето им значи што ќе кажат другите за нив, а не се искочени да уживаат. Вие сте и светски шампиони во латино танц. Да, во латино шоу од 2017 и 2019 во детски категории. Два пати. Два пати, да. А каде се одржуваат тие светски? 2017 се одржа во Грција, а 2019 во Босна и Херцеговина. И како изгледа тоа, колку се од светот присутни, колку време трае, што се случува? Над 20 и сепак танцот не е се уште на тоа ниво развиено за да од цел свет да се појават држави нормално. Да. Но над 20-25 земји учествуваат на тие светски првенства со над 5000 надпреварувачи. Нормално, сега има многу различни старосни категории и дисциплини, но ние имавме таа среќа да учествуваме на светско првенство во Грција, во Атина се одржа,
и нашите најмали, односно тие детска категорија од 8 до 10 години освоја прво место во категорија Латино шоу. Јас настапував со дел од твоите латино танчерки на еден наш музички фестивал, тоа беше моето музичко деби, можам да кажам дека девојките се фантастични. Ти благодарам. Нема на што. Кажи ми, кој танц, кој тип на танц е најмногу застапен моментално во светот? Што најмногу се игра? Тоа од година во година се менува. Најпознати се хип-хоп и латино танците, по конкретно карибските танци, салса, бачата. Тие се најпознати бидејќи младата, младата популација го сака најмногу хип-хопот. Затоа е ќе се фати ако почне. Да, карибските танци се познати бидејќи се лесни да се научат и музиката која денешно време се прави е најмногу на тој ритам и тој лесно регетон преовладува себе. Така, регетон, салса музика и многу често ќе се појави во дискотеките и во кафичите и луѓето можат да танцуваат на неа. А се прават ли уште во денешно време оние, можам да кажам джентлменски, што се правеле джентлменски другарски игранки 920 година, замисли ги во дело со качкет, се игра джез, се игра свинг. Се прават ли уште такви работи? Многу ретко. Многу ретко. Тоа се случува ептен кога има некој настан конкретно направен типизиран за таа работа. Инаку нешто спонтано се случи, не верувам, не сум видел кај нас по последно време. А како танц што би го препорачал за обичните луѓе кои што сакат да се одржуваат во форма, кој танц би го препорачал како вежба, како воркаут да кажеме? Тоа не можам да кажам конкретно кој, бидејќи секој има свој вкус. Ако некој повеќе сака латино музиката, може да се запише на некој од тие танци. Ако сака модерната музика, може да се запише на хип-хоп. Најважно е да луѓето да останат активни. Без разлика дали сакаш да танцуваш едно или друго, апелирам да пробаат сите, да видат дали им се допадне. Поготово машката популација ги мотивирам да пробаат, бидејќи има многу девојки што може да ги запознаат, да се социализираат, да се дружат. Девојките им вртиш ти нешто. Одете на танци со девојките. Види голема една од главните причини кои машките се запишуваат подоцна на танци е да се социализираат и да запознаат девојки, што јас тоа го разбирам и е нормално. Воено ќе научат и да танцуваат, ќе бидат физички активни, ќе истрошат негативна енергија, така да сите добиваат. А имаат ли танчерите одреден век на траење? Век на траење имаат, да. Дали имаат кариера? Фудбалерите претходно со Гостин зборував дека 10 години имаат прилика кариерата. Како е со танчерите? Има ли кога се пензионираш или? Би рекол дека професионално танцување да настапуваш, нормално дека со текот на годините се си ограничен. Да. Но не значи дека не може дека треба да прекинеш да танцуваш. Јас мислам дека цел живот ќе танцувам и ќе продолжам, нормално не на тоа ниво интензитет како порано. Но неколку пати спомнавме дека танцувањето вади негативната енергија, те полни со позитивна и уживаш и тоа е сосема доволно да не престанеш да го правиш тоа. А професионално мислам дека повеќе над 40-та година веќе малку се намалува. Да, добро. Над 60-та, туј ще помалку над 80-та и така натаму. Морам да го пофалам твојот стил, Илија, навистина изгледаш безпрекорно. Сакаш ли да се носиш вака приватно? Уживаш ли во овој стил? Секако, да. Физичкиот изглед и тоа внимание на себе за мене значи да внимаваш на своето здравје, нормално. Ако внимаваш на физичкиот изглед, познато е, во здраво тело, здрав дух. Така да секој сакам да изгледам добро и да бидам репрезентативен. Да, тоа е, нема втор пат за прв печат, ако кажувам често. Ти ме покани во емисија, морам да се дотерам, така. Нормално да парираш. Кажи ми, имаш ли некои одредени парчиња без кои што не го напушташ домот, без сад, без научери, без кондура добра, нешто имаш ли таков принцип или не? Не, зависи од пригодата. Така. Јас во принцип секојдневно поголеме дел од денот го поминувам во лесна, во спортска облека, бидејќи тренирам во студиото, но обожавам да се дотерам во добро одело, добра научара, са кондура. Викаат дека префиксот gentle во мен се добива и почнува да се оформува од кога човекот ќе стане родител. Ти си пресно родител. Како изгледа тоа? Дали тоа те прави повеќе, сега ќе зборам за овој дел, дали стварно стануваш повнимателен во однос на се во животот, па така го... Токму така. Тоа е една пресврат, еден
пресрет кој ти се случува што не се опишува додека не го почувствуваш. Јас сега како родител внимавам на многу работи што претходно не сум и воопшто размислувал. Сега не мислиш на себе, мислиш на својата фамилија повеќе. Така да тоа топло ми го препорачувам на сите кои еви на тебе. Ти благодарам. Што побрзо да станат родители, бидејќи чувството е неопишливо. Ти благодарам, Илија, што издвои време да бидеш тука со мене денес, што ги даде овие прекрасни совети околу танцувањето. Да, и јас апелирам исто дека луѓето треба што повеќе да танцуваат, машките, затоа што како што каже Илија, ќе имаат повеќе девојки и обратно. Продолжи да го правиш тоа. Ти благодарам. И уживај и имај успех во се што правиш, навистина. Ти благодарам, Илија. На здравје. Јас ќе морам навистина да те оставам затоа што одам да видам докаде ми е фудбалскиот трансфер со мојот соговорник што беше претходно со мене. Се надевам дека е завршен па да продолжам со него. Уште еднаш. Активниот живот и спортувањето се најважни предуслови за заштита на нашето здравје. Затоа бидете активни, грижете се за себе, за вашето семејство и за вашите најблиски. Бидете джентлмени и негувајте добри навики. Истражувавме малку и одбравме неколку видови на сирења кои сакаме да ги препорачаме. Горгонзолата постои многу одамна, од 879 година, од новата ера. Првпат е произведена во истоимениот ломбардијски град близу Милано, а заштитен жиг добила од 1996 година од Европската Унија, односно 1955 година од Италија. Таа се вбројува од така наречени сини сирења, што се одликуваат со мермерни шари од зелена сина мувла кои настануваат поради инокулацијата на пеницилин, а се прави од кравјо пастеризирано млеко. Во зависност од времетрењето на неговото зреење, стасување, постојат два вида на горгонзола. Горгонзола долче, што стасува околу 2 месеца, и горгонзола пиканте, за чие зреење се потребни најмалку 3 месеци. Холандското сирење гауда е суво, полутврдо, кое се прави од кравјо пастеризирано млеко, што се добива од холандските краварници. Го прават сирењарите на фармите, а има облик на сплескана топка, но некако пита, туку малку издигната, со различна големина и тежина, од 200 грама до 20 килограми. Вкусот е сладок, преубав, како и аромата, мирисот на карамел, овоше во зависност од фазата на зреење или стасување. Кога се работи за пармезанот, треба да се истакне дека е најквалитетното сирење на светот, кое се прави од сирово, неварено полумасно млеко што се добива од кравите во Италија, кои пасат свежа трева, но се хранати со косена, сушена трева, сено. Тврдо е, со песоклива текстура, додека неговиот вкус може да варира помеѓу оревов, робустен и пикантен, но малку, а зависи од фазата на зреење, стасување. Пармезанот датира уште од средниот век. Рикотата е исто така италијанско сирење, потекнува од регионот Апулја. Меко е, свежо и се прави од овчо, кравјо, козјо и од биволско млеко, но не секакво, туку строго од Италија. Технички не спаѓа во групата на сирења, тоа е всушност изварка што се добива со варење на сурутката, односно течноста која се исцедува од подсиреното млеко. Од тука и незиното име рикота, во буквален превод значи повторно варена. Моцарелата важи за класика меѓу сирењата од Италија. Потеклото е кампањско, тоест од регионот Кампања, но сеедно го произведуваат сите во многу земји. Моцарелата е свежо сирење, доста меко и може да се развлече. Се прави од кравјо, полно масно млеко, иако се употребува и биволско. Првпат е произведено во 4 век пред нашата ера, но референците за неговата примена се јавиле доцна и се наоѓаат во книгата за готвење од 1570 година, што ја напишал познатиот ренесансен готвач Бартоломео Скапи. Се разбира дека во некоја друга пригода ќе се осврнеме на деталите, поединечно, а ќе ги опфатиме останатите сирења, можеби не сите, но повеќето да. Се вративме конечно назад по завршените обврски, да наздравиме. Живели. Написи се слободно, па ќе те прашам што имам да те прашам. Дали од прилика вака некако изгледаат тие состаноци на големите фудбалски менаџери? Добра чаша вино, добро одело, слично, да. убав амбиент. Слично. Нормално тоа се состаноци кои што се или ручек состанок
во некој офис или во некој хотел. Секако дека при тој настан се пие убаво вино, а на крај, ако се заврши сделката, може и со виски. И кој плаќа? Па зависи како најчесто менаџерот плаќа. Така. Бидејќи он е најсреќен дека се заврши сделката. Супер. Ти имаш една успешна приказна, имаш повеќе, но таа што нас конкретно не интересира е приказната наречена Елиф Елмаз. Тој е сега во Наполи, нели? Да. Како се случи тоа? Како се поклопија звездите? Па Елиф Елмаз во тој период беше интересен фудбалер за многу големи клубови од Европа, играше во Фенербахче и пред тоа лето, пред тој трансфер период, бидејќи кај нас има нели трансфер периоди, се зголемуваше интересот за Елиф. Имавме многу состаноци, многу патувања и од денот кога Наполи дојде со интерес за Елиф, некако при тие преговори, разговори кои што траја некаде месец и пол-два, нормално не секој ден, желбата на Наполи, посебно на Карло Анчелоти, кој што беше тренер, беше голема Елиф да дојде во Наполи. Дури лично му се јави на телефон, каде што му го објасни проектот, лично му кажа дека он како тренер, а Карло Анчелоти е топ тренер на светско ниво, дека он многу го посакува Елиф Елмаз во Наполи. Некако кај Елиф пробуди и желба дека Наполи ја прават клуб за него. На крај преговорите завршија успешно. Нормално не беа лесни, беа долги, беа како како да кажам, несигурни, што ќе се случи до последен ден. Неизвестно, да. Да, неизвестни, но на крај се заврши све успешно и веќе Елиф е веќе трета година во Наполи. А колку траат, пример, такви едни преговори? Па знаете како, тоа се закажува со станоци со газите обично на тие клубови или со спортски директори. Нормално не секогаш се они слободни, некогаш имаш состанок кај што не се завршува све, па се прави состанок повторно за 10 дена, па се прави состанок за месец дена. Таа припрема трае повеќе време додека да се постигне договор. За сето тоа време нормално дека ти како менаџер преговараш и со многу други клубови. Значи тоа се само разговори каде што се утеначуваат некои си детали, а при тоа си зависен и од желбата на клубот, бидејќи секој фудбалер е член на клуб каде што се прашува и клубот. Така да ти како менаџер освен платата на фудбалерот треба да ја изменаџираш и трансфер сумата помеѓу двата клуба, кој што многу често пати е и проблем. Секој клуб си има своји барања, клубот што те бара има своја понуда, клубот што те продава бара сума за тебе која што многу често не е иста, па со некакви си идеи, предлози, како менаџер даваш идеи секако, да со некакви си бонуси се приближат тие страни. Не викам дека тоа секогаш успешно, но во случајот на Елмаз беше тоа успешно. Постои ли джентлменство во фудбалот? Постои. Фудбалот е бизнис, како секој друг бизнис. Како и секоја друга работа постојат и луѓе джентлмени, менаџери джентлмени, менаџери помалку джентлмени, да бидам онака благо да се изразам. Каде што има пари, има бизнис, сигурно дека во тој свет на фудбалот постојат и джентлмени, како од аспект на менаџери джентлмени, така и од аспект на тренери джентлмени, така и газди джентлмени. Нормално, секој човек е различен сам по себе, али сигурно дека постои. А кој е според тебе од сите овие твои колеги, да кажем, менаџери на светско ниво, најголем джентлмен? Кој ти оставил впечатление? Ако збориме за фудбалери, сигурно дека за топ левел фудбалери, сигурно дека први два што ми паѓа на памет, тоа се Роналдо и Меси, нели? Сепак они се врвни фудбалери, како джентлмени не знам, не можам да направам некоја разлика. За твои колеги менаџери, кој знае да се носи, кој е сепак за мои колеги менаџери, најголем джентлмен, бројден менаџер е Мендеш, тој е менаџерот на Роналдо, да. менаџерот Џорџ Мендеш, да, менаџерот на Мориньо, кој што е за мене прав джентлмен у својот бизнис, бројден менаџер од секој поглед. И како карактер, како човек кој што секојаш дотеран, човек кој што има джентлменски манири, човек кој што прави големи трансфери, човек кој што едноставно има фигура на джентлмен, понашање на джентлмен, така да за мене он е број еден. Се надевам дека ќе го стигнеш тој пример и ќе правиш и такви големи трансфери. А имаш ли некој фудбалер што си посакувам него да он биде менаџер? Само немој Роналдо и Меси, пошто тоа е клишето. Па не знам, искрено немам некој таков фудбалер да кажам дека имам.
таа комуникација моја со тие фудбалери иде преку нивните менаџери кои што ние соработуваме, така да јас лично да бидам на некој менаџер, некој странство немам, едноставно на моја голема желба е Елиф Елмаз да потпише во топ клуб, топ 5 клубови во Европа, што мислам дека ќе се случи. И тоа е Наполи не е во топ 5? Наполи е сигурно во топ 20, но во топ 5 не е. Во топ 5 се Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, окей, јасно. Ювентус, Наполи е голем клуб. Да, дека е прв во Италија, моментално ми се чини за тоа. Добро, он е прв моментално на табела и последни години е скоро секоја година второ место. Сигурно е топ 3 во Италија, али збориме, кога зборам за топ 5, мислам на Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед. Јасно. Така да мислам дека Елиф го има тој квалитет и реков како предизвик, како менаџер ми еден ден Елиф таму да потпише. Тоа е мојот личен предизвик. А се гледаат кога гледаш ти добар играч, го гледаш дека добро игра, а имаат ли пресудна улога, има ли неговото однесување, дали е добар, не е добар? Све има пресудна улога, значи верувајте, кога се анализира играчот од некој добар клуб, зборам за добар трансфер, до детали се анализира све за играч. Значи мора да е добар джентлмен. Секако. Да, негово воспитување, негова фамилија, во каква фамилија живее, како е воспитан. На која партија? Тоа е само кај нас. Да. Тоа не е у Европа, но сигурно дека сите тие сегменти влијаат и врз таа одлука за некој клуб дали да те земе покрај фудбалските работи. Така да сите тие карактерни твои особини се важни за тој клуб, бидејќи утре ти треба да си таму 5 години, 4 години, не треба да си карактер кој што ќе прави проблеми со облекувална, кој што ќе прави проблеми спрема тренер, спрема управа. Едноставно видете многу успешни фудбалери од кај нас кои што успеале, ќе го земам еден Горан Пандев, значи они се прекрасни луѓе пред се, освен тоа што се топ фудбалери, значи само еден пример го земам Горан Пандев. Тие си и најскромни луѓе. Тие што се многу успешни. Ево Елиф Елмаз, ево Горан Пандев. Ние тоа знаеме многу пати да го спомнеме дека тие се впрочем најскромните луѓе во фудбалот. Да. Така да колку што си поуспешен, зборам на тоа ниво, тие луѓе се стварно пред се луѓе и веројатно освен тоа што се добри фудбалери и тоа им помогнало да се и врвни фудбалери. Да. И тој карактер. Ти благодарам за прекрасните муавети. Навистина ќе ти посакам голем успех и да потпишете трансфери со најголемите клубови и да си имаш уште многу големи имиња. Многу ми беше мене задоволство и вас истака ви посакувам многу успешни емисии. Фала ти, ќе се дружиме повторно. Секако. Спортувајте, бидете активни, бидете мобилни, почитувајте ги вредностите во спортот, вредностите на напорна работа, труд, вредностите на својата фамилија, воспитание, затоа што само така ќе успеете. Негувајте добри вредности, бидете джентлмен. За некого даските, за некого тревата, за некого парите живот значат. Но јас ќе ви кажам едно. Најдете го тоа што ве прави среќен и оставете тоа да ве убие. Бидете джентлмени, негувајте добри навики. Поштовање, како сте, добри?